до крајот на првата сезона на подкастот Со Ана на Ти. Сезона полна со глума, исповеди, приказни за сцената, непресушна енергија и емотивни моменти што допреа до срцата на сите нас. Заедно со некои од највпечатливите актери, музичари и јавни личности со кои се смеевме и пак се смеевме и уште се смеевме, се сеќававме, понекогаш и бевме тажни, но секогаш искрени. Ви благодариме што не следевте, што бевте со нас во секоја епизода, што ги слушавте животните приказни на луѓето за улогите и сцената. Од септември се враќаме со нова сезона, со нови гласови, со нови емоции, со уште подлабоки приказни. До тогаш, ако нешто сте пропуштиле, секогаш можете да кликнете на YouTube каналот на Слободен печат. До тогаш имате ретроспективата на изминатите 14 епизоди на Со Ана на Ти. Уживајте. Со моментот да откриеме какво дете беше Елена. Кога Елена кај себе прво самата кај себе го препозна она што сака да биде, нели? Ние како деца, јас на пример сакав како дете најпрво да бидам учителка, нели се почнуваме обично со учителка. Сите ги имаме тие фази. Сите ги имаме. Да. Какво дете беше Елена? Дали на какво детство се сеќаваш? Јас бев како дете многу досадна. Стварно? Да. Зошто? Исто како и сега многу зборував. И секогаш беше тоа главно по дома. Елена доста зборуваш, Елена не зборувај толку гласно, ќе го уништиш грлото полека, не зборувај. И добро, секако распеана. Екстремно многу сакав да пеам, па дури и во 6 часот наутро. Меѓутоа бев борец за правда. Уште од дете не можев да трпам неправда. Тврдоглава во, да кажам, сооднос со мојот хороскопски знак бик. Аха, добро. Да, сега не сум толку како тогаш, меѓутоа бев тврдоглава за се и се што. Сега сум тврдоглава само во позитивни цели. За нешто што треба. Да. Се борам за нештата сега, меѓутоа тоа било, нели, детска борба, детска тврдоглавост. И генерално сум била од секогаш да кажам, по секоја цена добрина, бидејќи сум така воспитана. Честност, добрина ми била приоритетно нешто да останам добра без разлика на тоа колку некој лошо се однесувал со мене. Нели, тоа ми било многу важно. Затоа што многу често знаат луѓето да не променат. Или ситуациите, или искуството да не промени. Меѓутоа во детството, да бидам искрена, фала му на Бога, од тогаш па до сега тие работи не се променети. Никогаш не успеа да ми ги сменат. Јас бев белјаджија како мал. Се сеќавам на една реченица што ја кажав на мајка ми, имаше нели она што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш, и моите први желови беа да бидам функционер. Океј. Да, ова прашува мајка ми, ќе ти каже да ги поздрави моите, да чукнам во дрво, да ги служи здравје и така натаму, меѓутоа добри се. Што сакаш да бидеш функционер или заменик председател или директор? Тоа е тоа. Нели е тоа најдобрата опција денеска, затоа што мислам дека заменикот сепак, гледаш како од старт сум го живеел тој македонски момент да одговорноста не падне на тебе. Тоа е супер интелигентен одговор. Па заменик директор или председател, затоа што председател секогаш ќе го крка за било која за било која лошо направена работа, меѓутоа заменикот ќе биде некако, знаеш. Така што гледаш од старт сум се оградил од... И како излезе музичар на крајот таму? Не знам, види, имаме во фамилијата доста длабоки музички корени од страната на мојот татко. Од кратовската страна, моите чичковци сите свира, мојот покоен чичко Трајче беше професор по музичко во Кратовската гимназија. Сите го знаат како Трајко Моцарт. И ден денес ми приоѓаат негови ученици, има оставено добар печаток и така натаму музичките секции и слично и практично во Кратово со братучет ми Игор, мислам дека ми се случи првите обиди да свирам на електрични гитари и тоа беше некакво дуо, се зезавме, јас пробав да свирам бас, тој и гитара. Има во гимназијата појачала засилувачи, тоа што го нема кај нас, да речеме, треба да го има по мене. Треба да биде еден предизвик и тоа некој раководство на Министерството за образование да го прифати како такво, бидејќи мислам дека тие секции се запоставени начисто во училиштата и драмските, музичката секција кај мене во тогашно 29 ноември или денесно во еден Чернодински беше едно од најдобрите во градот. Јас бев дел од таа секција и секоја приредба, дали беше патронат 11 октомври, 29 ноември или што, ние свиравме 3 акорда. 11 октомври, знаеш, CDG. Ма еден куп музичари излегле баш од тие секции. Не само тие секции, првите бендови беа формирани во тие секции и така се развиваше таа една култура
Тоа веројатно е несватливо за многу луѓе денеска, меѓутоа тоа беше една цела култура, една цела сцена која што подоцна даде многу бендови, многу интересни музичари. Многу сакам да претерам. Тоа го правам со свирките. Во новото шоу ќе видите, не откривам премногу, ама на една или повеќе песни седнам на тапани и сега го тестирав до каде точно може да иде да не стане како подкастов никакво. Значи го прво до каде ќе иде. Не. Тоа е ради мене, да се разбереме, не ради тебе. Да, Ти супер си ја завршуваш работата и ме трпиш како професионално лице. Како професионалец. Се трудам. Фантастично. Ти честитам на работата, твоите нерви се надевам дека не се портокалови. Не се. Портокаловите нерви се ми беше многу. пријатно, ми беше, нема врска. Што сега да ти кажам? Не. Значи, тестирам до каде можам да идам. Ќе завршиме песната и јас пошто сум натапани, таму имаш контрола врз целиот бенд, цела публика се. Да. Тука е почетокот на све. И кога ќе седам позади тапани, ја завршувам песната и таман да ја завршувам. Пак ја продолжи и ја завршуваме. И чекаат луѓе, веќе сакаат немаш торба. Добро, окей. Почињаат апла. И ја враќам на пола песни, од пола пак ја свирам. После заврши и го правам исто. Можете, да, јас ќе си продолжам сам. Него. Фала ти на поканата, прилуба беше. Исто, фала ти Се што... надевам дека претерав. Не. Детството ми беше меко и питомо. И секогаш со ножиците во рака да јас преправам нешто од тоа што е гардероба по дома. Венчаницата на мајка ми многу ми е жал, нема преживеано. Милион панталони и кошули на татко ми немаат преживеано тоа. Се е преработено во тој процес, значи јас тоа сум сметала дека треба да биде поинаку и готово. На принцежите предцртани, нели, не ваков устан ваков, така. Леле, јас имам многу слични моменти. Јас имам исто така уништувана гардероба на мајка ми и знам дека сите кукли. Значи ќе ми купеа кукла таква убава со долга коса. Ќе ја ишишам. Фломастерите, ќе оферам му разни. Не, кај мене не. Минува все. Не, косата не, ликот не, шминките не. Меѓутоа гардеробата мора да се промени. Не е тоа. И обавезно тука нешто сум спојувала, сум правила мои фустани, мои венчаницата на мајка ми имам претворено во елече и во сукња. Да се вртам само на кај Ивана. Ивана нема нешто многу што да ми каже, пошто она ме слуша во таа сцена, јас сум и таксист, што ќе ми каже? Ти му кажуваш на таксистот што да збори? Не, он се збори сам. Ти не му кажуваш. Ивана ме гледа и таму некаде е суфлерот. Жаки, мојот прекрасен суфлер на парови. И Жаки, јас тогаш прв пат слушнав суфлер за мене, Жаки од таму ми го кажува текстот. Жаки мене ми звучи како да збори неповрзани работи. Јас ја разбирам. Значи, единствената работа на суфлерот е да има добра дикција. Значи тоа е. Да се слушне, но ја разбирам што ми збори Жаки, меѓутоа тоа не ми значи ништо на мене. Не знам како да ти кажам. Не знам како да ми збори некои си рандом зборови. Пепељара. И Германија. Што има врска? Никако не влага. Нема, не сум работел со суфлер, не сум учел со суфлер. И ништо не ми помага. И како? Овако, Жаки, и тогаш си се вратив само на водечката тема на мојот лик. А тоа е дека пред 2 сцени жена му го остави. И он, жена ми, ова што ме остави, извини, што ти менјам тема, ама тоа со жена ми, и така некако влегов во тоа за жена ми, и таму некаде се најде крајот. Таму некаде, на крајот на сцената, он разговара за жена му, се отвара, па доаѓа до... Да. Така што, мислам, иако ова целово што го раскажав, ова цели овие 3,5 минути, не знам, мерите таму у режија. А тоа се е во таа секунда и пол. Да. Тоа е во вистинско време секунда и пол. Ја ви раскажам во секунда и пол што прави главата. Имате ли стравови? Што ве плаши? Како си го... Колку повеќе, не само што имаме туку, колку повеќе си ги разрешувам и се охрабрувам за работи, толку повеќе
успевам да најдам начин да ги пронедам стравовите и да сватам дека тоа ми биле стравовите затоа што сум живеел во делузија дека да, јас сум храбар, ја не се плашам затоа што и ме охрабрувале на тој начин дека Иван, ти си многу храбар и сега јас сум мислел дека сум храбар, ама кога ќе се погледнам себе, сваќам дека сепак сум имал стравови кои што биле многу скриени, кои што само со длабоко копање успеале да излезат на површина, за да тек тогаш да почнам да ги работам, што не е толку едноставен процес. Илич не е, да. Да. А сега, се уште имаш стравови? Некои конкретни? Сигурно имам. Имаше нешто кое што не знам ти оставило фрустрација од тие средношколски, не знам, нешто не си сакал на полагање и ме праќа, идев по физика, математика на полагање, у лето треба да идам кец, разбираш, ја шутирам 5 од 5 тројки, медали носиме, дипломи, спортиста и се физика, математика, ме разбираш тие работи, не знам. Тие работи ме фрустрирале, бидејќи никош не сум стоел и ден денес мислам дека тоа треба да се забрани да има деца да оставаат на полагање или да ги казнуваат, нешто, ги оценуваме, па се ако не знае, прати го на место кај што може некој да го научи како треба, види кои му се маните, не ти на пошто што ке му е во животот него. Даде препознавање на тоа што тоа дете го сака. Ако не знае да шутира или да направи колут напред она, не сме у војска. Не мора да го малтретираш уште толку мора, ај сега на полагање, па се сите деца кога идат по одмори, па ти го фрустрираш детето, да го носиш да полага, пошто морало тој да положи предметот да го положи и да има двојка, да речеме. Во однос на титулата и таа некоја убавена, всушност чувствувам одговорност. Одговорност во таа смисла затоа што, ете, како што јас сум била мотивирана на некој начин да останам истрена, да завршам школување, студии, па постдипломски и да се реализирам во работата и се уште да се надоградувам, да сакам да работам на себе си, да не се срамам кога нешто не знам, ама човек учи додека е жив. И не можеме зависи да каде сака и не можеме да знаеме се. Меѓутоа битно да го имате тој момент да си сакате предизвици, да работите на себе си. Во среден век овие краљевите имале така дворски луди. Ја поише себе се сметам како дворска луда. Јас сум тука за да анимираш народ. Да, апсолутно, да го забавувам народот. Така дури и ти ме препорачуваш во своите. Така да повеќе се сметам како дворска луда, затоа што толку многу луѓе денеска се сметаат уметници, а повеќе се бават со политика него со уметност. И тоа ми е мене фасцинантно. Ја не сум тој тип, јас сум тип кој што сака да се забавува, има што да каже, и ако има што да каже, сакам да го пренесам тоа и сите да го разберат, се разбира. Зашто многу често реалниот живот е тотално бесмислен и неразбирлив, па се обидувам на сцена за разлика од Линч кој што со тоа го оправдува своето постоење како уметник, нели скоро не напушти. Ама ја сакам овде да има смисла све на сцена. Не затоа што животот ни станува бесмислен, влагаме имаме различни препреки, предизвици секојдневни и онда ако више сме дошли у театар, тоа го работам, онда ја викам дај овде на сцена ќе направам нешто што има смисла, што ќе ги натера да заборават на бесмислата на животот. Бев многу срекна што ќе имам синче и сега е мамина маза. Дефинитивно. Иако сега овој период е ептен по татко му, затоа што прават многу лудори. Сега е во оној период каде што се слуша, се гледа, се сака да повтори, онака баш како папагал. И се што ќе направи татко му, мора и он да го направи. Баш бевме излезани вчера или завчера, се шетаме надвор и татко му го вози во едно тротинетче, кое што сега таа го купивме и му е многу интересно. И е зелено флуоресцентно, баш е смешно. Како сакото му. Да. И се вози со татко му, а јас позади сум сврти мама. Нема, тука си? Добро, тука си. Се со татко. Да, ако си тука, да. Да те провери. И ме бара, највише ме бара само кога е болен, кога му е нешто, да се пожали, тоа е тонот. Мама.
Срце Сите кога сме болни си бараме мама. Да, сите, особено машките, а нели они се кога се болни, Да. готово. Крај на драма. светот. Да, драма queen. Да, кога се болни се драма queen. Такви се. Затоа сме ние поборбени во некој ситуација, евај да не бидеме да не звучиме феминистички, во таа лоша насока, а меѓутоа во некои моменти ние сме посилниот пол. Па мислам дека да требаше мажите да раѓаат, дека ќе беше крај на свет. Немаше да има веќе. Не. И па кој ми каже, па ја го направив. Но добро, некој го носеше 9 месеци и потече цел и прсти и све. Така да тоа е, да си мајка е дефинитивно тешко и е голем чекор. Тие патувања многу фали комфор, фали некаков било каков ред, фали сон. Но во исто време тоа е многу интересно, пошто јас последниве 3-4 години цело време одам на турнеи и тоа не се долги турнеи, ама се например ќе патувам 7-8 дена, па ќе се вратам, па пак ќе патувам и не се како одеднаш 30 дена да ги испукам, туку е на рати цело време и сегде сум и нигде не сум. И од тој аспект е тешко, пошто немаш никаков баланс, не можеш ништо да планираш. Се осеќав на моменти како да немам живот туку животот да ми е само на пат. Ама во исто време моментот да се качиш во кола или во комбе и да патуваш и да знаеш дека тој ден треба да направиш концерт во Загреб, па другиот ден си во Белград, па и така натаму. Има нешто многу спокојно во тоа, затоа што буквално терапевтски се качувам, која ми е улогата? Денеска водам и таму правам концерт, доаѓаат луѓе, се запознавам со различни луѓе. Многу интересно дека сега кога патувам, после 3-4 години, на секое место кај што ќе отидеме вака низ Балканот, имаме барем еден човек со кој што имаме спомени. И тоа е преубаво, затоа што одам во Загреб и веќе ми текнува на 5-6 луѓе на кои што можам да им се јавам и кај нив имам и место за спиење и да се видиме, а исто и тие кога ќе дојдат тука. И некако особено вака низ Балкан, тоа е многу важно и многу убаво што се случува, таа размена на контакти и тоа е нешто што го знаат само тие што го искусиле. И сум многу среќна што имам и постари колеги од мене кои што го прават тоа и кои што ме насочувале и ме советувале и како треба да се однесуваш на турнеја, дека не треба тој рокстар живот што го гледаме по филмовите води само до пропаст и не постои, буквално не треба да ние не пиеме алкохол, не конзумираме дроги. Прво што јас бим го кажала на сите деци, на сите родители, прво што требаме да им кажеме на децата да не брзаат со сексот и со сексуалноста. Нема да им избега. Колку подоцна, толку подобро. Сега подоцна не кажам на 30 години. Меѓутоа нека не брзаат, нека ги напълнат тие фамозни 18 години бар да бидат полнолетни и одговорни за тоа што го прават. Каде брзаат? А сега е границата. Абортуси на 12 годишни девојчиња, 14 годишни девојчиња. Значи тоа е фрапантен податок. Тоа е страшно нешто. Тоа е веќе траума. Секој абортус е траума за девојчето. Тоа што имаме машки деца не значи дека треба да ни гајле, што нашите деца немаат матка. Меѓутоа одговорноста на момчето е многу поголема отколку на девојчето, затоа што таа заради него може да си го пропасти животот и сексуалното здравје и виталност и психички да се поремети. Зошто? Абортусот не е вадење зап. Запишав факултет кој што не го сакав. Запишав факултет кој што мајка ми го сакаше и таа сега веќе добро се носи со тој товар, кажан. Супер студирав стоматологија на нашиот Кирил и Методи со супер резултати, со многу добри положени испити, студирав до 4-та година. Во 4-та година веќе имав дадено, па да не претерам, ама преку 40 испита. Се откажа на крајот. И во 4-та година веќе кога душата почна многу силно да се бори, кажав тоа. Толку било, јас не оставив музиката покрај мене беше и пеев, но никогаш не можев да се дадам целосно, затоа што мајка ми сега во Турција кажа, таа одеше 2 чекори напред, а ние со 4 чекори назад ја влечевме со нашите убедувања.
од баш од тие стереотипи за како треба еден човек во Македонија да живее, луѓето си ги кријат проблемите наспроти тоа наместо да зборуваат за нив, можеби ќе стигнат така полесно до некое решение, се се инхибира, се стишува, се прекјутува, се правиме дека сме многу среќни. Совршени слики на Инстаграм. Да. Ние сите сакаме убав момент од некакво случување. Ама само ми е многу жал дека само го покажуваме тоа, не го живееме вистински. Да. Ги ни разбирам, ниту пак се трудам нешто да ги има такви некои безброј се 70 различни збора употребуваат за 2 минутна музика. Човек не ме интересира онака каков сака нека ја прават, ми се свија или не ми се свија. Така. Са критериумот кај мене за ми се свија и не ми се свија е најчесто каква емоционална информација ми пренесува музиката. Значи, дали низ тие зборови, низ тие ноти, успева тоа да допре со моето срце. И тоа е за мене убава музика. Во смисла, знаеш, музиката како таква, секоја музика си има свое нешто, освен некоја што нема. Тоа е. Океј, добро. Ајде, ова не знам од кај излезе, од 5 годишната.